Доцна е сега премиерот Ковачевски да бара консензус за уставните измени. Консензус може да има само за предвремени парламентарни избори. За опозицијата текстот за внесување на бугарите во уставот е во насока дополнително да ги загрози позициите на Македонија за полноправно членство во Унијата. Лидерот на опозицијата Христијан Мицкоски децидно вели дека власта, кога требало да бара консензус, таа сама подпишувала договори и прифаќала услови кои не може да ги испорача и ја носи Македонија во слепа улица. Сега е доцна за такво нешто со премиерот Ковачевски. Сега можеме само да зборуваме за еден консензус, а тоа е предвремени парламентарни избори. Воопшто сега немаше потреба предлог текст да се појавува во јавноста. Бидејќи првиот чекор, за кој што се потребни 80 пратеника, е чекор во кој што се утврдува потребата за отварање на уставот. И доколку нема двотретинско мнозинство и 80 пратеника, тука завршува. Доколку има двотретинско мнозинство, тогаш веќе влегуваме во вториот чекор, каде што е потребно просто мнозинство или 61 пратеник и каде што веќе треба да се разговара по суштина, односно по текстот на предлог амандманите за промена на уставот. Воопшто сега немаше потреба ова да се случи. Мицкоски вели знае зошто председателот Пендаровски не ги разбирал аргументите на ВМРО ДПМН кои се против уставните измени. А тоа е дека се моли за втор мандат подржан од владеачката коалиција. Но првиот човек на опозицијата посочува дека за ВМРО ДПМН е важно тоа што повеќе од 80% од граѓаните разбираат и се против уставните измени. Ние го разбираме председателот Пендаровски, затоа што председателот Пендаровски во моментот коленичи за да добие втор мандат и да биде подржан од СДСМ и ДУИ и мисли дека на тој начин ќе биде повторно избран, што мислам дека му е погрешна проценка и само го губи својот образ и човечко достоинство, но тој нека продолжи да коленичи. Нас ни е важно дека сме разбрани кај повеќе од 80% од граѓаните во Македонија. А дали Стево Пендаровски не разбира, тоа е негов личен проблем. И можам да ви кажам дека и воопшто не ми е гајле дали Стево Пендаровски не разбира или не. Мицкоски уверува дека владата која ќе ја предводи ВМРО ДПМН е последните парламентарни избори, без разлика дали се работи за национално прашање, економијата, даночна реформа или било која тема, никогаш нема да влезе во суштинска расправа без да има политички консензус, па дури и ако е потребно, општествен консензус.